500 милиони евра за бизнисот и општините. Со 65 гласа за, 15 против, пратениците го изгласаа предлог законот за задолжување на Македонија кај унгарската Експорт-импорт банка. Со половина од парите ќе се финансираат инфраструктурни проекти за што општините веќе се подготвуваат. Како што беше соопштено претходно, аплицирале 80 општини за 357 проекти. Според најавите, за 6 дена ќе заврши процесот на евалуација и ќе треба да се изберат проектите со ресорните министерства. Општините ќе ги добиваат парите преку наменска сметка, што се однесува до средствата за бизнисот. Тие ќе добијат можност да искористат ефтини кредити. Втората намена овие 500 милиони евра се оној договор кој што беше склучен со сите стопански комори за финансирање на ефтини кредити кон стопанството, како што кажа колегата Цеков, за малите и средните предпријатија. Толку што ќе повлечат компаниите од оваа кредитна линија, дотолку повеќе да инвестираат сами. Условот ќе биде во производствените капацитети или во другите нивни капацитети на аутпутите да имаат одреден процент на успешност. Тоа значи дека во наредните години ние ќе имаме инвестициски буст во стопанството од 700 милиони евра. Главните забелешки на опозицијата пак се за носење на законот по скратена постапка во собранието, иако тие не ја закажаа Комисијата за финансирање и буџет на која требаше да се вкрстат аргументите, па тоа го стори собранискиот спикер Африм Гаши. СДСМ обвинува дека ќе се зголемел јавниот долг и парите ќе завршеле кај странски компании. Како се гледа јавниот долг, во апсолутен или релативен износ? Ви оставивме 58% јавен долг. 68% го направивте за 3 дена после вашето доаѓање. Тоа е разликата на како се управува со јавниот долг за тие што разбира што е јавен долг. Она што морам да го истакнам е дека е срамота. Срамота за еден поранешен вице-премиер за економски прашања да излегува на говорница и да критикува за некакво задолжување. Најправилно од причина што во негово време неговата влада го дуплира јавниот долг на Република Македонија од 4,7 милиарди евра на 8,9 милиарди евра. Откако законот ќе биде објавен во службен весник, параф на договорот ќе стават македонската влада и унгарската банка. Заемот треба да се повлече во една транша, а рокот за отплата е 15 години со грејс период од 3 години и фиксна каматна стапка од 3,25%. Министерството за финансии најавува дека ќе се потпишат договор за да не се плаќаат провизии од 0,5% годишно за неповлечени средства. Македонија ќе плати провизија за правни услуги на независна фирма избрана од унгарската Експорт-импорт банка пред повлекување на траншата во износ од околу 70.000 евра.